За време на НОП во Македонија се формираат Централен комитет на Комунистичката партија на Македонија, оперативни зони и слободни територии, нови партизански одреди, батальони и бригади. Во раната пролет 1943 година, на 19 март 1900 година, 43 година, беше формиран првиот Централен комитет на Комунистичката партија на Македонија. Тоа беше и прво македонско национално раководство. По капитулацијата на Италија, македонските партизани едноставно тогаш формира и покрупни војни единици. Тогаш беше за прв пат формирана првата регуларна војна единица, батальонот Мирчацев, регуларна единица која што даде силен поттик за да се формираат понатаму покрупни војни единици. Единиците на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Македонија превземаат вооружени акции против бугарските, италијанските и германските окупатори на територија на Македонија, која во тоа време се наоѓа под бугарска и италијанска окупација. Беше формирана првата македонско-косовска народно-ослободителна ударна бригада. Потоа беше формирана првата македонска бригада. Се создаде поширок простор јужно од Гостивар па до Дебарца, кој што фигурираше како слободна територија во кој организираше еден слободен живот. На таа територија, да речеме, за прв пат есента 1943 година започна со работа и првото училиште на македонски јазик во селото Подвис. Таквите војни акции не останале незабележани од членовите на британските војни мисии кои се наоѓале на територијата на Албанија. Во своите извештаи до централата на британската разузнавачка служба во Каиро тие известувале за појава на македонски вооружени партизански групи. До овие информации британските експерти доаѓале и преку дешифрирање на германски телеграми од Балканот, испраќени до штабот на Хитлер. Добиените информации центарот во Каиро итно ги препраќал во Лондон. По анализата на информациите, експертите од Министерството за надворешни работи на Велика Британија заклучиле дека со истите треба да се запознае и премиерот Винстон Черчил. Винстон Черчил представува една од најзначајните политички личности во историјата на 20 век на Велика Британија. По потекло од аристократско семејство, роден 1874 година, тој имал можност да стекне едно навистина добро образование. Исто така кај него дошле до израз извонредни способности и како дипломат, и како политичар, но и како книжевник. Станува една од најзначајните личности во текот на Втората светска војна, кој одиграл огромна улога во организирањето на отпорот, со неговата посебна организација која формирал за организирање на диверзантски одбранбени акции на британските сили во окупираните подрачја, но исто така тој на дипломатски план заедно со американскиот председател Франклин Рузвелт и со советскиот председател Јосиф Висарионович Сталин станува креатор на повоениот свет. На 6 април 1941 година Германија, Италија и Унгарија извршија напад на Кралството Југославија. За само 12 дена Кралството Југославија капитулира. Веднаш по капитулацијата кралската влада, начело со кралот, ја напуштија земјата и по престојот во Каиро замина во Лондон. Во Лондон за кратко време се најдоа сите оние влади чии што земји беа окупирани. Овде пристигна и владата на Кралството Грција.
При крајот на 1941 година, почеток 1942 година, се склучува една унија помеѓу Грција и Југославија со цел после завршувањето на Втората светска војна да бидат сочувани истите граници. Југословенска Грчката федерација требаше да се формира со цел за повојната биде основа во која би влегле и другите балкански држави. Меѓутоа, интересно е што во ова Југословенско-Грчка федерација воопшто не се споменува Македонија. Се до 1943 година Черчил воопшто не го разгледува македонското прашање. Македонското прашање за него е решено со Букуреш. Македонија поделена, треба да се сочува тоа статус кво на Балканот во кој македонскиот народ ќе си остане поделен помеѓу трите држави и нема понатаму што да бара македонскиот народ. Несомнено, со формирањето на оваа унија и низиното обстојување по војната, судбината на Македонија и македонскиот народ била запечатена. Македонците и понатаму требало да останат во рамките на кралството Југославија и на кралството Грција, без да можат да ги изразат своите национални права. Черчил и покрај фактот што имал информации за постоењето на посебен македонски етнос, кој со години се бори за свое етаблирање, не можел да излезе надвор од рамките на британскиот империализам и односите кои ги имало британското кралско семејство со југословенскиот и грчкиот крал. Југословенско-Грчка федерација договорот бил зацврснати со стапувањето во брак на југословенскиот крал Петар Караџорџевиќ и грчката принцеза. Тоа представува едно продолжување на традицијата меѓу кралските семејства, затоа што грчката принцеза е поврзана и со британската круна. Информацијата за постоењето на самостојно македонско движење кое се бори против германските, бугарските и италијанските окупатори во Македонија ги вознемирило духовите како во политичкиот естаблишмент, така и во воениот. Кога Черчил дознава дека на територијата на Македонија има некои партизански одреди, бара да се изврши едно истражување и да му се достави документ во кој што би се запознале сите со она што представува македонското прашање. Од известувачката служба побарал да испратат своји агенти кои на лице место ќе се запознаат со она што се случува во Македонија. Тоа го потврдуваат и самите британски офицери кои истакнуваат дека сите тие се растрчале за да се запознаат од книги и енциклопедии како и од доверливи извештаи со историјата и вистината за Македонија и можеле за прв пат да се запознаат со македонското прашање и судбината на разделениот и поробен народ. Сите извештаи викаат, тука македонците се собрани без оглед дали се комунисти или не се комунисти, дали припаѓаат на левите сили, на ВМРО и така натаму, но сета единствена нивна цел е национална слобода. Тука во Македонија е најизразен националниот момент, а во втор план е социјалниот, односно комунистичката идеологија. Значи, сите тие се борат за Македонија на македонците, што значи се борат за своја независна држава Македонија. Овие информации индицирале дека македонскиот синдром повторно е активиран и може да донесе пореметување на планот за повоено уредување на Балканот. Поради тоа, по добивањето на информациите, Винстон Черчил и Министерството за надворешни работи политиката спрема Македонија ја граделе во следнава насока. Биле против идејата за формирање на Јужнословенска федерација и против формирањето на самостојна и обединета Македонија. Од тој момент на името Македонија се гледало како на јаболко на раздорот во јужнословенската заедница и како директна закана за британскиот штитеник Грција. Со тоа било подкопано британското влијание на тоа подрачје. Од тие причини, Министерството за надворешни работи на Велика Британија барало од членовите на британските војни мисии да не се мешаат во било какви акции во врска со Македонија. Во тој период, до крајот на 1943 година, Винстон Черчил, следејќи ја својата политика за зачувување на кралството Југославија, ги помагал четничките дејствија,
Обидите и во Македонија да се инфилтрираат воени мисии кај четничкото движење не родиле со плод, бидејќи во текот на целата народно-ослободителна војна четничкото движење во Македонија немало големо воено-политичко влијание и не било прифатено од народните маси. Винстон Черчил не можел да го прескокне фактот дека покрај тоа што негов партнер бил Дража Михајловиќ до тога, се до крајот на 43 година тој ги помагал четниците во Југославија, сватил дека вистинското антифашистичко движење во Југославија е предводено Јосиф Броз Тито и од комунистичката партија. Тоа многу непријатно за него, но морал да го проголта, бидејќи според документите тој вика ние не можеме да го прескокнеме тоа движење, бидејќи Тито држи 21 дивизија непријателска во Југославија и ние мораме сега да се свртиме што можеме барем Тито да го неутрализираме за да го обезбедиме поредокот после војната. Во мај 1943 година пристигнуваат првите британски воени мисии во Југославија, а со тоа и во Македонија. Членовите на воените мисии имале можност директно да се запознаат со политичката и војната состојба во Македонија. Конкретно британците мора да се каже дека беа првите што испратија воена мисија во Југославија и меѓу првите беше и Рандолф Черчил, синот на Черчил. Меѓутоа, главниот интерес не беше во тој британски потек во македонското прашање, беше напротив во борбата против фашизмот, против Хитлер. Кога доаѓаат мисиите во Македонија, Темпо му јавува на Тито дека британските мисии се наоѓаат во Македонија. И Тито веднаш му одговора: немојте ништо да им кажувате. Мисиите не смеат да знаат ништо за оно што се случува во Македонија. Несомнено дека Тито калкулира со македонското прашање. Во своите први извештаи тие констатирале дека македонските партизани се носители на оружената борба, но и дека се слабо вооружени и дека им е неопходна помош во оружје, муниција, облека, лекови и слично. После тоа набор го дојде и Фицрой Меклин, кој беше представник, долго време престои во Југославија и работеше на валоризирање на улогата која играат југослависките партизани во антифашистичката борба. Фицрой Меклин го известува Тито за онова до каде може да се оди во однос на сите прашања, во однос на политиката, во однос на обединувањето на Македонија, што може да се дозволи, што не. Учеството на македонците во антифашистичката војна се толкувало како резултат на нивните стремежи да отфрлат секакво робство и централистичка диктатура, а нивната цел Македонија да биде оставена на македонците ја објаснувале со националното сознание кое е најсилен фактор во политичкиот живот во Македонија. Политичките аспекти на македонските партизани до Министерството за надворешни работи ги пренел британскиот капетан Макдоналд, кој престојувал во главниот штаб на НОВ и партизанските одреди на Македонија. Макдоналд забележал: стремежот за национална слобода и самостоен развиток ги обединува сите струи на политички мислења и сите класи во Македонија во партизанското движење. Во овој контекст, тој прецизно го дефинирал и карактерот на партизанското движење во Македонија, потенцирајќи го следново. Македонското партизанско движење во својата основа пред се е национално, а како второ комунистичко движење. Во нивната пропаганда цело време се нагласува македонската национална независност. Исто така интересен еден извештај на Еванс кој што зборува дека во Македонија живеат македонци, не живеат ниту грци, ниту бугари, ниту срби. Тоа многу било непријатно изненадување, особено во однос на Грција, бидејќи претходно Винстон Черчил имал сознание дека ова Македонија ќе биде еден природен пиемонт околу кој ќе се изврши обединувањето и на пиренскиот дел од Македонија, а тука веднаш се отварал проблемот со Грција, што било најстрашно за британците, дека тоа ќе биде нека голема словенска држава која ќе биде загроза и за Турција, но и за Грција. Прашањето за автономна Македонија за прв пат го привлекло вниманието на Винстон Черчил и британската влада кога советскиот весник Краснаја звезда во прегледот на меѓународните настани објавил статија во која било наведено дека југословенскиот лидер Јосип Броз Тито и ветил целосна автономија на Македонија и дека Димитар Влахов, еден од најистакнатите македонски водачи, бил избран за потпредседател на Југословенското собрание.
Според наведените проценки, статијата Титовата програма, која што предвидувала создавање на една федеративна југословенска држава, ги привлекла на негова страна дури и оние македонци кои порано и се спротивставувале на големосрпската политика на предвоените југословенски влади. Написот до британското МНР бил пренесен од страна на британската амбасада во Москва. Во пропратното писмо се нагласува дека таквата идеја била одобрена од официјална Москва. Самата содржина на статијата го привлекла вниманието на премиерот Черчил, кој побарал мислење од страна на експертите на британското МНР. Во своите анализи во однос на статијата, МНР на Велика Британија ги потенцира настојувањето на СССР да ја одвои Бугарија од нацистичка Германија без за тоа да биде известена владата на Велика Британија. Предпоставувајќи дека СССР превзема нешто на своја рака во однос на Бугарија, Министерството за надворешни работи на Британија на 26 април 1944 година во писмо до британската амбасада во Москва пројавило загриженост од можниот договор меѓу СССР и Бугарија, како и загриженост од можноста дел од оваа спогодба да биде понуда за поддршка на бугарските претензии кон Грчка Тракија и Југословенска Македонија, во замена за активна соработка во војната и протерувањето на германците од Бугарија. За британците, опасноста произлегувала пред се од можноста за создавање автономна Македонија, како и од можностите таа да се спои со Бугарија, што според нив било сосема природно. Од тие причини на британскиот амбасадор во Москва му било сугерирано да го искаже цврстиот став на владата на неговото височество, односно дека таа не се согласува со намерата да им биде одземена територија на низините југословенски и грчки сојузници во корист на низините бугарски непријатели. За автономијата на Македонија, Черчил и владата на неговото височество не сакале да се изјаснат се до мировните договори по војната, а и тогаш само во спогодба со легитимните влади на Југославија и Грција. Од друга страна пак, Титовиот представник за надворешни работи Јосип Смодлака во 1944 година во интервју за весникот Нью Йорк Таймс ја застапува идејата за независна Југославија. Како втор чекор би било формирањето на Балканска федерација, тоест Унија меѓу Бугарија и Југославија, кон која подоцна би се приклучила и Албанија со исти права. Решението на македонскиот проблем Смодлака го гледал во давањето целосна автономија на Македонија во склоп на федеративната држава, со што практично би се ставило крај на причините за југословенско-бугарските несогласувања. Таквиот став на Смодлака се однесувал на Словенска Македонија, но не и на Грчка Македонија. Во овој контекст тој прецизно истакнал: Грчка Македонија природно и припаѓа на Грција и е дел од Грција. Порано тој дел од Македонија веројатно имал мнозинство словени меѓу населението. Меѓутоа, по турско-грчката размена на населението пред повеќе од 20 години, тој дел со грчки пари бил колонизиран со грци од Мала Азија и сега тој е грчки дел. Поради таквиот развој на ситуацијата, Черчил побарал од МНР на Британија да му даде мислење во однос на прашањето за бугарско-југословенскиот блок, кој според него не изгледал многу погоден на прв поглед. Одговорот го добил од министерот за надворешни работи Антони Идн, во кој се истакнувало: етнографски гледано, еден бугарско-југословенски блок ја има предноста што дава решение за македонското прашање, бидејќи Македонија би представувала автономна единица на федерацијата. Но според проценките на Идн, противник на еден таков блок би била Грција, зашто во одговорот дал и соодветно образложение. Имено тој нагласил: блокот би ја изиграл Грција и воено и политички и без сомнение би им дал на русите надмоќна позиција на Балканот. Ваквиот одговор уште повеќе ги подгрел сомневањата за она што се случувало во и околу Македонија. Дотолку повеќе што Черчил веќе се сомневал во намерата на СССР да ја искористи Македонија за реализирање на своите интереси на Балканот.
Формирањето на современата македонска држава, Демократска федерална Македонија, на 2 август 1944 година беше уште понепријатно дочекано од страната на Черчил и од британската дипломатија. Иако Методи Андонов Ченто, преку шефот на кабинетот на Јосип Broz Тито, испраќа телеграма да каже дека македонскиот народ еве успеа во борбата против фашизмот, со собствени сили да ја прогласи својата држава и така натаму, британците воопшто не сакаат да реагираат на тоа и само една преку посредник е пратено дека е примена телеграмата. Значи, едно сосема ладно однесување на Велика Британија, со кое таа сакала да даде до знање немојте вие понатаму ништо да барате и тоа е во прашање дали ние и како ќе го признаеме кој вие сте го прогласиле во рамките на Југославија. При тоа, исто така било напоменато. Нашата помош на партизанското движење не ги вклучува во сегашниот момент Титовите шеми за една автономна Македонија. И ништо, освен потврда за прием на пораката, не може да ги охрабри локалните македонци да веруваат дека нивните политички цели ја уживаат помошта на британската влада. Оно што се случи на првото заседание на АСНОМ малку ги поремети односите. Затоа што на првото заседание на АСНОМ се формира македонската држава и македонците, президиумот на АСНОМ почна да функционира како независно тело. Значи, едноставно, од август месец до декември месец президиумот почна да води политика како независна држава. Тие почнаа да склучуваат договори со Бугарија по капитулацијата на Бугарија, со Албанија, што не му беше познато на Тито. Во таа новонастаната политичка ситуација на Балканот и со формирањето на Федерална Македонија, пред британската дипломатија се отворило прашањето за предстоечките чекори кои би можеле да бидат превземени од страна на АСНО. Британските експерти биле согласни во едно, дека формирањето на македонската држава во Федеративна Југославија не го исклучува прашањето за обединување на Македонија. Објавувањето на војна од страна на СССР на Бугарија внело дополнително вознемирувачко чувство сред политичките кругови во Велика Британија, бидејќи во позадина стоел британскиот страв од загрозување на нивните интереси на Балканот. Значи, основните причини поради кои што британците не дозволувале и не сакале да дојде до обединување на Македонија лежеле пред се во фактот од стравот од словенската доминација на Балканот. Именно, тие сметале дека ако Советскиот сојуз добие војната, а знаеле дека Тито е приклонет кон комуниста и дека е приклонет кон Советскиот сојуз, исто така и Бугарија, тие сметале дека една таква словенска држава која што би се протегала до Солун, би ги загрозило британските интереси во Грција. Британците сметале дека Грција е слаба за да може самата да се спротистави на тој притисок што го имале од овие словенски држави, а се плашеле дека ако советите излезат на Солун, дека тоа ќе ги загрози нивните интереси и во Средоземјето. Од тие причини, британскиот премиер Черчил во писмо до државниот секретар Антони Иден предупредува да бидат внимателни и да не се дозволи Југославија потполно да се фрли во руска преградка. Уште повеќе британската загриженост произлегувала и од бугарското благонаклонето гледање кон самоопределувањето на македонскиот народ. Она што посебно го плашело Черчил било непостоењето на можност за реализација на договореното во Москва, кога Сталин и Черчил на парче хартија ја направиле поделбата во југоисточна Европа и Балканот. Загриженоста се зголемила со писмото на фелдмаршалот Смац од септември 1944 година до Черчил, во кое стои: Тито не се однесува лојално спрема нас. Се плашам дека неговата доминација во Југославија ќе им нанесе штета на нашите интереси. Тој исто така
укажал и на необходната потреба од договор помеѓу Черчил и грчкиот крал за најдобро да се обезбедат британските и грчките животни интереси. Бидејќи, како што нагласил Смац, брзо се развивале контурите на идната состојба на Средоземјето и тоа не многу поволно за нас. Со прашањето за обединување воскрснало и прашањето за федерација меѓу Југославија и Бугарија. Прашање кое било познато во британските политички кругови. Британскиот страв се зголемувал и заради поддршката на една таква федерација од страна на СССР, имајќи ги во предвид културните и етничките сличности. Британија стравувала дека СССР ќе ја поддржи експанзијата на Југословенската федерација, која во иднина би можела да го добие Солунското пристаниште, што би било одскочна даска за понатамошната советска експанзија кон Турција. Британците се согласувале да се формира федерација на Балканот, меѓутоа во таа Балканска федерација да влезат сите балкански држави. Значи без разлика дали тоа ќе бидат држави Југославија и Бугарија, меѓутоа тие барале во таа федерација да влезе и Турција, и Грција, и Романија, Југославија и Бугарија. Во таква една федерација тие сметале дека никој не може да ја доминира и дека би можеле да имаат некоја контрола. Черчил сакал да формира една поголема балканска заедница, односно унија или конфедерација или федерација на Балканот, во која ќе биде доминантно британското влијание со оглед на тоа што тој сметал дека ќе ги сочува местата за круните кои биле во емиграција во овој период на Втората светска војна. Што се однесува до македонскиот синдром? Британците уште на самиот почеток настојувале да не се дозволи неговото активирање, нагласувајќи ја спремноста за прифаќање на формирањето на македонската држава во идната федеративна Југославија, но притоа барале гаранција дека таа држава нема да анектира или да полага право на било какви територии кои припаѓаат на Бугарија или Грција. Поради таквата ситуација, Министерството за надворешни работи на Велика Британија заклучило дека со нивниот став треба да се запознаат владите на СССР и САД, како и југословенската и бугарската влада, со што би се искристализирале дополнителните политички чекори. МНР предлагало владата на неговото височество да го прифати и поддржи ставот за одобрување на федерирањето меѓу сите балкански држави, сојузнички и непријателски, а никако не би ја прифатиле Унијата или Федерацијата помеѓу Југославија и Бугарија, поради фактот што тоа би ја нарушило рамнотежата на силите меѓу балканските држави. МНР на Британија веднаш стапило во дипломатска активност преку запознавање на САД и СССР со британскиот став во однос на активирањето на македонскиот синдром и Југословенско-Бугарската федерација. Првиот одговор пристигнал во јануари 1945 година од страна на СССР. Советскиот сојуз одговара само за ставот во однос на Југословенско-Бугарска федерација, во кој што го минимизира, кажувајќи дека тие не се воопшто заинтересирани за формирање на Југословенско-Бугарска федерација, туку дека се работи за некоја царинска унија. А додека во однос на ставот на Обединената Македонија, советите не одговараат. И покрај тие смирувачки тонови од страна на СССР, сепак британците можеле да заклучат дека пактот е само вовед конфедерација и дека советите се доволно мудри за да не се изјаснат позитивно ниту за Балканска, ниту за ексклузивна Југословенско-Бугарска федерација и сметале дека тоа прашање веќе било решено меѓу Москва, Белград и Софија. САД својот став го дефинирале при крајот на февруари 1945 година, пошто Черчил и МНР можеле да бидат сосема задоволни. Американците застануваат со дециден став, дека немаат ништо против ако народите во Југославија се согласиле и Македонија да биде рамноправен член во таа Југословенска федерација, да им се даде право на македонците во таа Југославија, но ништо повеќе надвор од тоа. Тоа ги успокоило британците и сватиле дека конечно Македонија ќе се остане во рамките на Југославија и дека нема македонскиот синдром да ги загрози интересите на Британија во Грција. МНР на САД зазело негативен став во однос на формирањето на Југословенско-Бугарска федерација, имајќи го во предвид фактот што во Бугарија како непријателска земја била присутна сојузничка контролна комисија.
Од тие причини, тие сметале дека таква федерација повеќе би представувала пречка отколку фактор за стабилност во југоисточна Европа. За сите овие ставови на Черчил и на САД во однос на македонскиот синдром и Југословенско-бугарската федерација, индиректно бил запознат и председателот на Националниот комитет за ослободување на Југославија Јосип Броз Тито. Исто така, во периодот под патронат на Винстон Черчил, во полн ек биле преговорите меѓу владата на Кралството Југославија, предводена од доктор Иван Шубашиќ и Националниот комитет за ослободување на Југославија, а се однесувале на формирање на единствена влада што би довело до меѓународно признавање на Југославија. Од тие причини, настаните кои се случувале во Македонија и кои можеле да го активираат македонскиот синдром, не се вклопувале во веќе разработената шема на Тито. Во моментот кога Тито доби информација дека, како што велат македонците, не знаат што значи федерација, испрати во Македонија делегација која што требаше да ја испита состојбата, и кога таа делегација се врати назад и го извести Тито дека во Македонија не ја признаваат Југославија, дека тие си водат своја собствена политика, веднаш се организира второто заседание на АСНО. Со цел да ја насочи политиката на македонскиот политички врв во саканиот правец, за да се избегнат внатрешни и надворешни проблеми, Тито на второто заседание на АСНОМ го испратил Едвард Карделј, кој во тоа време бил подпредседател на Националниот комитет за ослободување на Југославија и член на Врховниот штаб на Народно-ослободителната војска и партизанските одреди на Југославија. Интересно е што говорот на Карделј бил говор кој што е подолг од говорот на председателот на президиумот на АСНОМ Ченто во однос на оноа што сакал да каже, дека единствено иднината на Македонија е во рамките на Југославија. И да не се спомнува натаму никакво обединување, никакво одење на Солун и така натаму, иако македонската војска нели на Божик 7 јануари ќе се побунтува и ќе сака да оди на ослободувањето на Јужна Македонија, односно делот од Грција. По упатената поздравна телеграма од второто заседание на АСНОМ до британскиот премиер Черчил, експертите на МНР на Велика Британија сугерирале одговорот до Тито од името на Черчил да биде доставен преку Меклин и да не оди над она што значи прием и збор на благодарност. Дипломатската ангажираност на Велика Британија за спречување на активирањето на македонскиот синдром и остварувањето на идејата за Југословенско-бугарска федерација била само со една единствена цел – зачувување на грчката територија во рамките на постојаните граници и заштита од било какви закани на делот на Македонија под Грција. Информациите кои пристигнувале во МНР за неконтролираното однесување на македонскиот синдром и можноста Бугарија да ја даде бугарска Македонија на Југославија и спремноста на Југославија да ја прифати, го отворало прашањето за југословенските аспирации кон делот на Македонија под Грција. Уште повеќе што британците располагале со информации за веќе превземени активности во Солун од страна на комунистите, кои го разгледувале прашањето за прогласување на автономија на Македонија, вклучувајќи ги бугарска и југословенска Македонија. Поради таквите активности на Балканот, еден од експертите на МНР од Велика Британија ја потенцирал и неопходноста без понатамошно одлагање да се опоменат Софија и Белград околу нивните планови. Најдобро би било опомената да се достави пред конференцијата на Јалта. Според неговите анализи, времето одминувало, а на Грција се повеќе и се заканувала непосредна опасност од словенската и комунистичка наезда. Телеграмите до британските представници во Софија и Белград биле доставени при крајот на јануари 1945 година. Одговорот бил доставен до МНР на 29 јануари. Во одговорот бил потенциран Титовиот став за неактуелност на идејата за формирање на федерација со Бугарија или со некој од останатите соседи. Исто така, било потенцирано дека Тито нема намера да присвои територии на Грција или Бугарија пред одржување на мировна конференција на која би биле изнесени барањата на Југославија. Но и покрај таквиот одговор од Тито, Меклин бил скептичен. Тој доставил информација во која истакнал дека тие прашања се решени со Москва и Тито едноставно го чека своето време, а во меѓувреме
го подготвува јавното мислење кон предложените промени. Единствено, според Меклин, прашање било дали тоа решение вклучува во себе некоја Балканска федерација или само некое мало спојување со Бугарија во советската орбита. Несомнено, целокупната политичка активност која се одвивала меѓу Југославија и Бугарија, а во која индиректно била инволвирана и Грција, за британците представувала конфузна ситуација во која тие не гледале некоја перспектива за регулирање на односите меѓу балканските држави. Согласно таквите проценки на состојбите на Балканот, британците укажувале дека пактовите и договорите требало да го причекаат времето на стабилизирање на политичката ситуација и воспоставување на рамнотежа меѓу балканските држави. Но на Балканот и покрај таквата во британски стил наречена конфузна ситуација, настаните се одвивале со предвидениот ред диктиран од страна на СССР. Советската експанзија, сосема очигледно, била во предност во однос на влијанието на Велика Британија, а на британските интереси не се придавало некое големо внимание. Советските јажиња полека, но сигурно се стегале околу балканските земји со исклучок на Грција и Турција. Развод на настаните покажа дека Тито ќе се остане во прегратката на Сталин и дека тоа ќе биде во првите години после Втората светска, можеби најсталинистичката и најтврда комунистичка држава која се создала во рамките на тој источен свет, кога светот почна да се дели на две сфери, односно кога се воспоставија границите на студената војна. Меѓутоа, комунистите како доминантна сила во тие операции полека, ама сигурно земаа власта, што се рефлектираше и во Македонија, така да сите тие што беа, да речам, македонци со намера да се тогаш формира Обединета Македонија, полека беа истуркани од власта и се продолжи со една помалку, да речам, ригидна политика, меѓутоа во дадените услови тоа беше веројатно објективно и можно. 45 година, март месец, во Белград се одржува состанок на Политбирото на ЦК на КПУ, на кој што состанок беше донесена одлука со сите тие сепаратисти во Македонија да се расчистува поединечно. Од тој момент, од 45 година, сите оние кои што беа именувани како сепаратисти, како што беа Ченто, Павел Шатев, Киро Глигоров, Михајло Апостолски и редица други, Панко Брашнаров, беа еден по еден полека ликвидирани или праќани во Белград на превоспитување. Знаеме, некои заврше и на Голи оток. Крајот на 45-та, 46-та година, значи, представува пресвртница, оно мегник, кога сите оние национални елементи кои што се залагаа за самостојна обединета македонска држава беа отстранети од македонската сцена. Британскиот премиер Винстон Черчил, перфиден политичар и стратег, сосема реално ги оценил своите можности во однос на советскиот рейтинг во Југославија и Бугарија. Черчил, колку и да настојувал да задржи нешто од британските интереси во Југославија, сепак дошол до сознание дека Тито е еден од најголемите приврзаници на идејата за што поцврсто единство на Комунистичката партија на Југославија и источноевропските земји. Промената на ставот на британскиот премиер Винстон Черчил во однос на Јосип Броз Тито настапила по неговото заминување од островот Вис за Москва на 19 септември 1944 година. По разговорите со Сталин, како што е наведено во еден британски архивски документ, Черчил престанал да му верува на Тито. Оценувајќи ја советската експанзија како најопасна за британските интереси, во април 1945 година Черчил зазел цврст став со кој отстапувањето на туѓи територии можело да се врши само на мировни конференции. Бидејќи според него неконтролираните договори и преговори не би можело да го спречат руското навлегување во Централна и Западна Европа. Черчил констатирал дека Југославија е со цело срце во прегратките на Русија. Тој бил сосема во право кога укажал на залудноста од понатамошното поднесување на непотребни жртви на Велика Британија во, како што рекол, игра која ја губиме. Британскиот премиер Винстон Черчил во втората половина на 1945 година ја зацртал британската политика во однос на Југославија и на Грција. Таа требало да се одвива во правец одвојување од Југославија, а држење до Грција. Велика Британија доследно се држала до оваа политика се до март 1947 година, кога одговорноста за Грција ја превзеле САД.
Имајќи предвид се она што ни се случува денеска во однос на целокупната политика од 1991 година до денес, несомнено дека некои работи као да ни се повторуваат. И 1991 година непријатно бе изненадени со појавата на суверена македонска држава. И се уште се непријатно изненадени бидејќи таа држава, покрај сите препреки, покрај сите ембарга, покрај сето она што го доживува и од соседите од европската дипломатија, се уште обстои. Значи, македонскиот синдром се уште ги вознемирува духовите на западната дипломатија. Постои една нитка во односот на Британија према Македонија која е во основата позитивна. Разбирате, уште гледство на времето во средината на 19 век рече Македонија на македонците. Некаде во ноември 1992 година тие инсистира Британија во име на Европската заедница инсистираше се признае македонската држава. И јас лично ги гледав дописите, кореспонденцијата со Париз, бидејќи таа иницијатива на Лондон ја прифатија Германија, ја прифати Италија, ја прифати Холандија, ја прифати Данска, и Британија инсистираше да биде и Франција, да има една шесторка од земји кои ќе признат Македонија, да има тежина. Франција одбиваше. Франција се колебаше и мислам дека во Лондон, ценејќи го и сопственото искуство, 4 години поминати тамо, дека има нијанси различити и денеска можеме да кажеме дека во Европската Унија од трите главни носители на Унијата, разбирате, тоа се Британија, Франција и Германија, Британија е далеку најнаклонета, има далеку најкоректен однос према Македонија и тие апсолутно поддржуваат и да влеземе во членство во НАТО и да влеземе во членство во Европската Унија, нели во дадените устави со референцата. Меѓутоа не заборавајте, тие никогаш нема се конфронтираат нити со Берлин, нити со Париз во однос на тоа прашање, а во основата најмалку ќе се конфронтираат со Вашингтон. Британците денеска водат една политика која што е во однос на Македонија, признаваат Македонија. Значи имаме добри односи со Велика Британија, меѓутоа за жал се уште ние го имаме проблемот на или баластот што го влечеме од историјата да можеме да се етаблираме како рамноправна членка во европското семејство, како народ кој што во текот на целата своја историја се борел за самостојна македонска држава со македонски народ, македонски јазик и македонска култура.